Добар ден! 8 септември е ден кога во Македонија се празнува независноста. Празникот ја означува сувереноста, независноста и самостојноста на Македонија и македонскиот народ. МТМ телевизија го честита празникот на сите македонци, а во продолжение следуваат урбаните вести. Македонија слави 26 години самостојност. Доделени наградите 8 септември. Во недела на школка, голем хуманитарен настан за донација на училишен прибор. 91 жртва за 8 месеци. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата повикува на одговорно учество во сообраќајот. Македонскиот народ денеска слави 26 години независност на Република Македонија. Одлуката за независност беше донесена на референдум на кој повеќе од 95% од граѓаните се изјаснија дека сакаат да живеат во независна и суверена држава. Дозволете вечерва да ви честитам на вас сите и на сите граѓани и граѓанки на Македонија. Слободна, суверена и самостојна Македонија. Република Македонија денеска одбележува 26 години од успешно спроведениот референдум на кој македонските граѓани се изјаснија за самостојна и суверена држава. Убедливо мнозинство над 95% од граѓаните што излегоа на референдумот на 8 септември во 1991 година позитивно одговорија на референдумското прашање дали сте за самостојна Македонија со право да стапи во еден сојуз на суверени држави на Југославија. На референдумот му претходеше декларација за независност што првиот повеќепартиски македонски парламент ја усвои на 25 јануари 1991 година. Формално волјата на народот за самостојна држава беше потврдена со декларација за прифаќање на референдумските резултати на 18 септември 1991 година во Собранието на Република Македонија. Следен важен чекор во затврстувањето на државата беше усвојувањето на новиот устав на 17 ноември 1991 година. Сенка врз настаните со кои се поставија темелите на самостојна Македонија фрли бојкотот на референдумот од страна на дел од албанската етничка заедница и неподржувањето на новиот устав од пратениците албанци. 10 години подоцна уставот беше надополнет по конфликтот во 2001 година и подпишувањето на рамковниот договор. Државноста на Македонија прва ја призна Република Бугарија, пошто следуваа признавања и од Турција, Словенија, Хрватска, Русија, Босна и Херцеговина. Државата се осамостои монетарно со воведување на динарот на 26 април 1992 година, а потоа доби и своја армија која родинданот го слави на 18 август. Меѓународно правниот субјективитет на државата дефинитивно беше потврден на 8 април 1993 година, кога со акламација во Генералното собрание на Обединетите нации Македонија беше примена за 181 полноправна членка на светската организација. Поради противењето и притисоците на Грција, која не го прифаќа нашето уставно име за членувањето во Обединетите нации, беше под привремената референца поранешна Југословенска република Македонија. Под покровителство на Обединетите нации, Скопје и Атина почнаа разговори за решавање на проблемот што го има Грција со уставното име на Македонија, кои се уште траат. Во изминатите 26 години самостојно живење, македонската држава мина низ низа проблеми и тешкотии. Трицифрената инфлација на почетокот на 90-тите години, грчкото ембарго, косовската бегалска криза и конфликтот во 2001 година беа вистински предизвици и закани за младата македонска држава, што го забавија незиниот пат кон остварувањето на стратегиските цели, зацврстување на демократијата, економски развој и интеграција во евроатланските структури.
Последниве 2 години ги одбележа и политичката криза која предизвика застој во процесот на евроинтеграциите, која беше надмината со договорот од Пржино, декемвриските парламентарни избори и формирањето на ново владеачко мнозинство. И покрај исполнувањето на сите критериуми за полноправно членство во НАТО на самитот на Алијансата во Букурешт во април 2008 година, Република Македонија доби само условена покана за членство, откако Грција поради спорот за името го блокира приемот. Во 2005 година Македонија доби статус на земја кандидат за членство во Европската Унија, а во 2008 година и препорака од Европската комисија за почеток на пристапните преговори со Унијата, која беше повторена и во наредните години. Грција, по примерот со НАТО, ја блокира и македонската евроинтеграција, условувајќи со претходно решавање на прашањето за името. Под мотото «Заедно кон врвот», денеска во Крушево во организација на Министерството за одбрана и Канцеларијата за врски на НАТО се организира искачување на Бушева планина. Настанот ја символизира поврзаноста на Македонија со земјите партнери и незината стратешка цел – членство во НАТО алијансата. Доделени се наградите 8 септември. Кои се добитниците ќе дознаете подоцна во вестите. А во продолжение, во состав на тридневното празнување на Денот на државноста 8 септември, денеска беше положено свежо цвеќе пред спомениците на поранишните председатели Киро Глегоров и Борис Трајковски. По повод Денот на независноста, денеска повеќе владини и невладини делегации, членови на политички партии како и амбасадори, се поклонија пред спомениците на двајцата поранешни председатели на Република Македонија, Киро Глегоров и Борис Трајковски. Делегација предводена од председателот на владата Зоран Заев на гробиштата во Бутел оддаде почит со положување свежо цвеќе на вечните почивалишта на поранешните председатели Киро Глегоров и Борис Трајковски. Должната почит кон споменот на двајцата председатели на овој ден и признание за нивниот исклучителен придонес во создавањето и негувањето на придобивките од независноста на Република Македонија. Делегација предводена од министерката за труд и социјална политика Мила Царовска положи цвеќе пред споменикот Ослободители на Скопје. Пред споменикот цвеќе положи и делегација на Дом во состав на Маја Морачанин, пратеничка и председател на форумот на жени на Дом, Љупчо Јаневски, организационен секретар и Марија Скуманова, секретар на МОДОМ. Агенцијата за млади и спорт денеска ја додели државната награда 8 септември за животно дело и признанија за високи остварувања во областа на спортот. Наградата за животно дело му беше врачена на шахистот Иван Кучовски, а признанија за остварување во областа на спортот добија и каратистот Петар Бели Стојановски, пливачот Александар Куцевски Џајо, ракометарот Ристо Магдинчев и кајакарот Јокица Николовски. Во Собранието на Република Македонија денеска беше доделена државната награда 8 септември, која се доделува во 2 категории – за животно дело и признанија за остварување во областа на спортот. Шахистот и фидемајсторот Иван Кочовски е добитник на овогодинешната државна награда за животно дело 8 септември, која по 6-ти пат ја доделува Агенцијата за млади и спорт. Признанија за остварување во областа на спортот добија каратистот Петар Бели Стојановски, пливачот Александар Куцевски Џајо, ракометарот Ристо Магдинчев и кајакарот Јокица Николовски. Директорот на Агенцијата за млади и спорт Дарко Каевски на свеченоста истакна дека агенцијата ќе ги поддржува сите млади талентирани спортисти, но и спортски работници кои ја афирмираат Република Македонија, бидејќи само така сите заедно може да чекориме сплотено. Со огромна чест и задоволство ми е што денеска по 6-ти пат Агенцијата за млади и спорт ја доделува оваа награда 8 септември. Агенцијата за млади и спорт и јас како директор на Агенцијата за млади и спорт ветуваме дека силно ќе ги поддржиме сите оние млади, талентирани, надежни спортисти кои што дополнително ја афирмираат Република Македонија. Но и ќе ги поддржиме сите спортски работници, спортски тренери кои дополнително го подигаат квалитетот на сиве овие спортисти. Јовица Угриновски, членот на одборот за доделување на наградата 8 септември, истакна дека иако комисијата и одборот имале тешка задача, едногласно одлучиле за овогодинешните добитници. И комисијата и одборот имаше тешка задача, бидејќи секој од апликантите заслужува
да ја добие оваа награда. Меѓутоа, моравме да избереме еден, моравме да избереме четворица. Шахистот Иван Кочовски се заблагодари на сите македонски репрезентативци што ги водел во изминатите 10 години на сите европски и светски првенства. Би сакал да им се заблагодарам посебно на оние репрезентативци на Македонија кои што ги водев десетина години на 10 големи светски и европски надпреварувања. Првите настапи придонесоа да стекнеме самодоверба кај себе, да ги почитуваме другите, но и да се почитуваме самите себе си. Тоа придонесе за постигнување на врвни спортски резултати. Се надеваме дека на повидок е создавање на една нова генерација на наши млади шахисти во кои што вложуваат шаховските школи на Алкалоид, Гамбита Секосе и шаховската школа Ласкеро Дохрид. Со надеж дека и во иднина ќе постигнуваме навистина вредни спортски резултати на сите европски и светски првенства, посакувам убава иднина на сите генерации кои што доаѓаат. Чест, задоволство, а и обврска ми е што токму јас сум добитник на најголемава државна награда 8 септември. Сакам да се заблагодарам на Агенцијата за млади и спорт, на Македонскиот олимписки комитет, а воопшто и на целата држава која што безрезервно ни помагаше и придонесе за постигнување на сите овие врвни резултати. Каратето секогаш било едно од нашите најтрофејни спортови, меѓутоа во последните неколку години со доаѓање на чело за председател на господинот Стојановски, каратето го достигна својот врв. Сакам да и се заблагодарам и на нашата федерација, на Карате Федерацијата на Македонија, што токму мене ми пружи шанса, поддршка за постигнување на сите овие врвни резултати. И за на крај секако да се заблагодарам на сигурно најбитните за сите овие резултати, тоа се репрезентативците. Значи имињата на Емил Павлов, на Мартин Несторовски, Пират Јакупи, Јована Ѓорѓиева и да не ги набројувам зашто би се задржале многу долго, за преку кои имиња многу пати се свиреше македонската химна и се креваше високо нашето знаме. Века 40 години сум во спортот, како тренер, професор и спортски работник. Дел од наградата што ќе ја добијам, да ја донирам на нашиот ученик од спортска гимназија Марио Мицковски, кој што на специјалната олимпијада во Лос Анџелес освои златен и сребрен медал. Овие средства ќе ги искористам за набавка на спортска опрема за ученикот. Од моје име се заблагодарувам на ова големо и високо признание 8 септемвриска награда. Сакам да се заблагодарам на одборот за доделување на оваа награда, да се заблагодарам на Агенцијата за млади и спорт и како што слушаме од докторот Угриновски дека тоа е со консензус и едногласно, значи ја заслужувам оваа награда, верувам и моите колеги ја заслужуваат и пожелувам на сите спортисти, сите работници, играчи да продолжат со афирмирање на нашата држава и да го добијат еден ден ова високо признание. Оваа награда ја разбирам како едно големо признание за мојата внесеност во кајакарскиот спорт, од почетокот како надпреварувач, потоа како тренер, водач на екипа, мајстор во работилница, учествува во организациите на сите надпревари на едно светско, 3 европски, меѓународните надпревари и така натаму. ЈСП неудамна на својата веб страна промовираше нов распоред со возен ред кој на граѓаните требаше да им го олесни јавниот превоз и да им даде точна информација за колку време ќе пристигне бараниот автобус. Но наместо тоа, патниците се збунија и го побараа назад стариот распоред.
На барање на граѓаните кои секојдневно го користат јавниот градски превоз, ЈСП Скопје ќе го врати на веб страната стариот распоред со возен ред. Именно пред 15 дена јавното претпријатие постави нова апликација за следење на времето кога автобусите стигнуваат на постојките, но голем број поплаки од граѓаните стигнале до претпријатието. Најчесто патниците се жалеле дека новиот начин бил многу комплициран, не можеле да се снајдат и дека многу повеќе време им треба за да ја добијат информацијата која им е потребна, пошто одговорните донеле одлука да го вратат назад стариот распоред. Од ЈСП велат дека целта на новата апликација била да се даде точна информација во колку часот автобусот доаѓа на секоја постојка, додека во стариот се информираше само за тргнувањето од последните станици. Бидејќи граѓаните не се задоволни, од сега на нашиот сајт ќе стојат двата распореда, информираат од ЈСП Скопје. Покрај измените на веб страната има измени и во возниот ред на ЈСП. Нови возни редови се направени на следниве линии: 3Б, 22, 65В, 58. Корекција на одредени термини се направени на следните линии: 12, 11, 47А, 55, 55А, 58А, 61, 63, 64А, 164, 165 и 165Б. Главна интервенција има кај линијата 22, која се обраќа од Волково до транспортниот центар. На оваа линија се изврши предимензионирање, односно се въведоа уште две нови возила. Поголеми измени има и кај линијата 65В, која се обраќа од транспортен центар до село Стајковци. Оваа линија е во план да се продолжи за уште 1,3 километри или до крајот на Стајковци. Продолжување на трасата има и кај 58. Наместо од транспортен центар до Сопиште, автобусите сега возат до Долно Соње. Голем хуманитарен настан ќе се случува во недела во градски парк. Зашто станува збор ќе дознаете малку подоцна. Проектот кој имаше за цел да ги забавува скопјани и туристите во летниот период дојде до самиот крај. Денеска и утре ќе се одржат последните две забави во рамки на Супер Скопје. Локацијата овој пат е Боемска улица. Големата летна забава Супер Скопје, која се одржуваше во текот на претходните 3 викенди, продолжува и овој викенд на Боемска улица. Денеска забавата ќе почне во 21 часот со настапот на Владко Илиевски, а ќе продолжи со настапите на групите Синтезис и Фолтин. Бината ќе биде поставена на улицата Боемска 1 пред гостилницата Канцеларија. Утре забавата ќе започне во 21 часот со Нино Величковски и тамбурашите, а ќе продолжат Љубојна и оркестарот на Џамбо Агушев. На бината, на која што ќе биде поставена на улицата Боемска 2, на просторот помеѓу гостилниците кај Перо и Дадија. Проектот Супер Скопје доаѓа на предлог и иницијатива на сопственици и менаџери на гостителски објекти од повеќе локации од Скопје, кои како најупатени директно беа инволвирани во изборот на изведувачите кои ќе настапуваат на соодветните локации. Главен организатор на Супер Скопје е јавната установа Конгресен центар Александар Македонски, а за реализацијата се задолжени Gorilla Wild Entertainment Group. За подсетување, согласно со одлуката на Советот на град Скопје, вечерите кога се одржува Супер Скопје, работното време на угостителските локали е продолжен за 1 час. Оваа недела на школка во градскиот парк иницијативата Мрдни со прст организира голем хуманитарен настан за донација на училишен прибор, кој потоа ќе биде поделен на деца од социјални семејства. Овој хуманитарен настан ќе биде збогатен со настап на повеќе македонски музичари и познати личности. Голем хуманитарен настан на кој ќе се собираат донации за училишен прибор ќе се одржи внедела на школка во градскиот парк во организација на иницијативата Мрдни со прст, Меѓународниот сојуз Скопје, Националниот младински сојуз на Македонија и Агенцијата за млади и спорт. Настанот кој ќе се одржи во период од 13 до 15 часот ќе биде збогатен со македонска музика, каде ќе настапат голем број македонски музичари, а ќе бидат присутни и познати личности од Македонија.
Тамара Тодевска, Викторија Лоба, Биг Мама, диџеј Гоце Сав, Мартија Станојковиќ, хип-хоп групата Битрикс, кошаркарската легенда Владо Илиевски, Лила Стојановска, Марко Новевски и уште многу други, заедно со сите хумани граѓани, ке мрдаат со прсти, ке се обидат барем малку да придонесат за поубаво секојдневие за оние кои што имаат најголема потреба од тоа. Целта на хуманитарниот настан е собирање донации на училишен прибор, тетрадки, моливи, пенкала, ранци, книги, секако вид боички и друг училишен материјал неопходен за непречено следење на училишната настава, кој хуманите граѓани ке може да го достават во комбето на Мрдни со прст, што ќе биде во функција на собирен пункт на школка. Донациите ќе бидат наменети за дечиња од социјално загрозени семејства и од семејства во социјален ризик, кои се соочуваат со недостиг на финансиски средства за набавка на основните образовни материјали, а ќе им бидат дистрибуирани на околу 120 дечиња од 6 основни училишта во Скопје и околината, односно на ученици од основното училиште Сами Фречери од село Глумово, Марко Цепенков во Зелениково, Ѓорг Кастриотис Скендербеу во Арачиново, Златен Сремец во Киселавода, Рајко Жинзифов во Драчево, Дитурија во Сарај и дополнителни 3 подрачни основни училишта во селата Крушобек, Грчец и Љубин. Организаторите ги повикуваат сите родители, браќа, сестри и дарежливи соученици да се придружат во собирањето прибор, што подоцна ќе им биде поделен на оние на кои најмногу им е потребен. А познатите личности снимаа кратко видео со мобилен телефон, со кое ги повикуваат сите во недела да дојдат на школка и да донираат училишен прибор. Драги пријатели, сакам да ве повикам да бидете дел од хуманитарната акција Мрдни со прст. Дојдете на 10 септември во 13 часот во градски парк, тука кај школка, и донесете секаков вид на школски прибор. Тетрадки, моливи, пенкала, ранци, баш се она што мислите дека треба да се донира за дечиња на кои тоа им е потребно за новата школска година. Се гледаме во недела, 10 септември на школка во 13 часот. Мрдни со прст. Сега е моментот. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата повикува на одговорно учество во сообраќајот и безбедно пристигнување на посакуваната дестинација за време на продолжениот викенд. Неофицијалните статистички податоци покажуваат дека од почетокот на годинава 91 лице го загубило животот во сообраќајните незгоди на патиштата во Македонија, од кои 48 лица во првите 6 месеци и дури 43 лица во јули и август. Сообраќајните незгоди со тешки и фатални последици за жал станаа суставен дел од секој продолжен викенд. Сообраќајните билтени на МВР покажуваат дека моментите наменети за одмор и славење многу често се претвараат во семејна трагедија која остава долги и фатални последици. Септември е период во годината кој е соодветен за организирање на продолжен одмор или пократко патување во земјата или соседството. Карактеристично за секој продолжен викенд е зголемениот интензитет на сообраќај и поголемата фреквенција на автомобили, а тоа во комбинација со неодговорното учество во сообраќајот може да доведе до зголемување на бројот на сообраќајни незгоди и зголемување на бројот на загинати и повредени лица во сообраќајните незгоди. Пред нас е уште еден продолжен викенд и уште еден предизвик и искушение кога е во прашање безбедноста во сообраќајот. Токму затоа Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата повторно апелира до сите учесници во сообраќајот да возат внимателно и одговорно, да ја почитуваат сообраќајната сигнализација, да внимаваат на правилата за ограничување на брзината, да не пристигнуваат неправилно и да не управуваат моторно возило под дејство на алкохол. Периодот од јуни до септември во светот е познат како 100 најцрни денови на патиштата. Неофицијалните статистички податоци покажуваат дека од почетокот на годината па до сега 91 лице го загубило животот во сообраќајни незгоди на патиштата во Македонија, од кои 48 лица во првите 6 месеци и дури 43 лица во месец јули и август. Анализите и статистиката покажуваат дека за време на продолжен викенд посебно е голем бројот на сообраќајни незгоди, предизвикани од само еден учесник во сообраќајот, односно излетување на возилото од коловозот поради брзо возење, возење под одвлечено внимание или поради возење под дејство на алкохол. Комбинацијата од сите три фактори речиси секогаш е фатална.
неправилното пристигнување и недржање на страна и правец на движење. Исто така спаѓаат во групата на водечки причини за сообраќајни низгоди од посериозен карактер. Особено важно е да се истакне дека за време на викенд зголемено е учеството на пешаците, велосипедистите и мотоциклистите во сообраќајот. И РСБСП посебно апелира кон возачите да бидат внимателни и да ги почитуваат и чуваат оваа група на ранливи учесници во сообраќајот. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата подсетува дека меѓусебното почитувањето на сообраќајната сигнализација и сообраќајните знаци е основно правило за безбедно управување со возилото и представува гаранција за безбедно одвивање на сообраќајот. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата на сите граѓани на Република Македонија им го честита празникот на независноста 8 септември и повикува на одговорно учество во сообраќајот и безбедно пристигнување на посакуваната дестинација. Утре времето ќе биде променливо облачно и нестабилно со локален поруен дожд и грмежи, а пообилни врнежи се очекуваат во крајните западни делови од земјава. Во недела ќе преовладува стабилно, суво и релативно топло време. В понеделник, кон крајот на денот и во вторник се очекуваат локални врнежи од дожд со појава на грмежи, кога и дневната температура ќе биде во опајање. И уште една информација пред самиот крај. Годинишното издание на македонската поп-песна во рамки на фестивалот Охридфест, Охридски трубадури, мина во знакот на Пепа, која со песната Силна ја усвои првата награда на публиката, наградата за најдобра интерпретација и наградата за сценски настап. Првата награда од жирито и припадна на мелодијата Очи зелено-сини во изведба на Горан Милишевски. Вечерва на програмата интернационалната вечер, во рамките на која во шоу програмата ќе настапат Трифун Кустовски и Владо Калембер. На програмата ќе се најдат наградените песни од поп вечерта и 9 мелодии кои ќе ги исполнат пеачите од зимните учеснички. Со оваа информација ќе ви заблагодарам за вниманието. Имајте пријатен празничен ден и убав викенд. Довидување.